А сега е вистинско време, вистински момент да продолжиме понатаму со нашата утринска програма. Јас ви благодарам што сте на оваа фреквенција на вашата омилена Алфа телевизија и следува првиот разговор за ова утро, кој што веќе во првата најава ви го најави мојата колешка Оливера. Добро утро до нашата гостинка, Виолета Наумовска, писател. Оливера, имате навистина преубава тема. Ке зборувате за детската литература и менталното здравје, како приказните ги обликуваат децата. Добро ви утро на двете. Уште еднаш, Оливера, и на тебе. Добро утро. Ке ве оставам да си говорите, а во меѓувреме да ве понудам можеби некој напиток од нашата скромна којничка. Не испивме кафе. Па ете може. Може да. Може Како да. сакате кафенце да ви подготвам? Може и од апарат. Македонско или сакате можеби од машина? Ете може едно еспресо да биде без шеќер. Со задоволство. Так. Одлично ќе ни дојде во овие конструктивни моабети што ќе ги правиме следните минути во време кога децата се повеќе го поминуваат своето слободно време пред екраните. Се поставува прашањето колку книгите можат да влијат врз нивниот развој, менталниот развој, односно врз развојот на нивната емпатија, креативност и нели сето она што треба да го стекнат на таа возраст. Затоа денес ве повикавме тука, но најпрво ајде да се представиме. Вие освен што сте писател, имате долги години до пензионирањето работено и во образование. Да. Ви благодарам прво за поканата и за ова ваше представување. Да, јас целиот мој век живот работен, па и до сега животен го поминувам во работа и во посветеност кон децата од различни возрасти. Во образование бев долги години професор по математика во средно, потоа бев директор на основно, потоа влегов на универзитет 7 години и мојата кариера ја завршив како раководител на сектор за обуки на директори во Државен испитен центар. За целото тоа мое време јас ја негувам и ја изразувам мојата љубов кон децата преку зборот, преку пишаниот збор, па така да може едноставно да се во представувањето да се додаде едукатор, истражувач и писател. Одлично. Да. Најдобро нешто. Оно што има потребно на децата го знаете нивниот пулс, бидејќи сте работеле во образование, и се поставува прашањето дали книгите што сега се преферираат како електронски, бидејќи кажав децата се повеќе и повеќе пред екраните, може да го заменат она класично читање на хартиена книга. Па јас би рекла дека не може да го заменат. Се си има некој свое место и тоа треба да се почитува и да се ценат вредностите. Пред тоа ми поставивте прашање дали влијае литературата. Секако дека влијае, а ние како возрастни имаме одговорноста тоа да биде она влијание кое што сакаме да го направиме врз децата преку пишаниот збор. Јас секогаш се водам од премисата кога пишувам какви деца сакаме, такви јунаци треба да им дадеме во книгите, затоа што децата се приврзуваат, ги имитираат, па понекогаш и се идентификуваат. Им стануваат идоли. Да, им стануваат идоли и затоа треба да биде вниманието, особено и осетливоста и на оној што пишува, и на оној што одредува, да речеме во смисло на образовен систем, што треба да се чита. Сега се поставува прашањето. Има деца што сакаат да читаат, има деца што не сакаат да читаат. Так. Не секогаш тие се пример на родителите, затоа што, еве конкретно во мојот личен пример, ја имам прочитано цела библиотека дома, го негувам тој убав збор, меѓутоа никако не може моето дете да го натерам. Дали е тука изборот на книги или ја нема осетено, не знам, почувствувано таа енергија што книгите ја даваат. Да, таа магија. Па ова што вие го предучивте како појава, тоа верувам дека многу родители се соочуваат со тоа, па и јас се соочувам со мојот внук. Во таа смисла, книгите се како храна. Значи, ако им се допаѓа на децата, ако почувствуваат дека е тоа корисно за нив, тие ќе се насочат кон читањето книги. Значи, нашата одговорност е во тоа што ќе им посочиме како прва средба. Прво кога им раскажуваме дека се мали, дали некој ритуал пред спиење, дали во текот на денот. Што одбираме ние да им читаме? Јас ќе ви кажам за пример. На моите деца, кај мене не постоева Црвенка па Снежана, не знам, такви видови на книги, кај што има. Па зарем не е тоа насилство или како вие би објаснили на децата, го исече стомакот, стави нешто, па извади, па не знам, 7 јариња и волкот, па ги лапна, па ги голтна.
Тоа се Насилство, да. содржини, не само насилство, него ги конфузираат децата како они тоа да го разберат. Да, и да се плашат, како да го стравови се разберат, развиваат. да, или да речеме до 4-то деление во тоа време имавме Козета и Сибирка. Јас се сеќавам кога се враќав од школа во страв. Значи од содржината на книгите. Јас не пишувам за страшни работи бидејќи што им давате на децата, тоа се отсликува во нивната психа, во нивниот мозок и они тоа го обработуваат, можеби нема да ви кажат одма и така. И така всушност и почна моето пишување со измислување на приказни. Синот беше особено заинтересиран секогаш пред спиење, ајде седни, раскажи ми. И јас почнав да измислувам, а афинитетот го имав од секогаш знаев дека ќе пишувам за деца. Особено ми акцентот ставен на помалата возраст, дојде на сум до 13 години, ајде и до 18 да дојдам со содржините. Дока е 7 оделение. Дока е 7 оделение, така, со јунаците го пратам на некој начин развојот на децата, но се консултирам. Значи, не може ние да си пишуваме што ние мислиме. Многу ми е впечатлива изјавата на Горан Стефановски во едно негово интервју, дека писателот мора да има јасна намера што сака да каже. Пораката што ја испраќа. Да, мора да има јасна. Таа треба да се види, не може тоа сега ние нешто мислиме и нешто особено не само за возрастните, особено за децата. Значи тоа треба да помине повеќе филтри. Еве јас имам консултанти, значи мојот внук за последниве книги, он е веќе сега 16 години, бев напишала нешто еве Време за желби, Огне прв дел од романот Огне и Време за желби, тука е он меѓу 4-то и 5-то кај дедо и баба на село. Ова од Бистрица Миркуловска, Велко Неделковски и другите е карактеризирана како македонска хајди, прекрасна книга е, баш за човечки вредности, секоја си има свој порак. А Време за желби ја напишав во тоа исто време, некаде 15-та ми откупи Министерството 50 книгички, за мене беше како Оскар да добив, бидејќи јас не сум некое име, нити па сум од областа литература, јас сум математичар по вокација. Иако љубовта ми е зборот. И се амбицирав, го напишав вториот дел. Замислите, 15-та сум напишала, а ја издадов 24-та, ја промовирав на Скопско лето, прекрасно беше. Во Сулијан со дечиња со се. Ја морав да го прашам внук ми, му ја пуштив книгата во напишана форма. Нема го еден месец, му се јавам. Ја, Филип, како, добра ли е? Добре. Тоа што значи добре? Со оценки од 1 до 5, колку? 4+. Ја викам, готово, ја издавам. А зошто 4+? Повеќе хумор. Значи, децата сакаат книгите да им се забавни. Да. И таа книга него му ја посветив на Филип. А првава на мојот син Борко мора да укажам колку е битно ние да имаме сенс слушање на околината на која е наменето нештото, па и другите. Не за џабе постојат редактори, едитори на книги. Тие се соучесници фактички во креирањето на делот. Главниот совет на син ми беше, мамо, мора да има во приказните акција и заплет. Значи, не може без тоа децата да сакаат да читаат. Да не е рамна линија, да ги Да, задржи. иначе јас имав тежнение, така, нежно ко рамна линија. И му ја дадов да ја прочита Огне и ми рече мора да заплет. Тоа беше многу лесно, јас се престроив во секој раскажче, значи направив ситуација заплет кој што ќе го држат вниманието на детето и желбата да чита. И се разбира, пораките се тука. Сега имав пред некоја недела гостинка Гордана Стојановска, која што ја издаде Кегел е мртов и беше библиотекарка во Браќа Миладиновци библиотеката долги години, и таа вели истражува колку се чита, намален е капацитетот на прочитани книги, на зачленети во библиотеките. Значи, се е намалено за голем процент. Дали децата според вас солидно читаат и дали е тука не е грешката во децата, туку е во она што им пласираме ние во образованието? Нема грешка во децата никогаш. Никогаш тоа тие се треба без да го грешка. прифатиме ние во старт. Ако сакаме нешто да направиме квалитетно прво за себе и да имаме чувство дека сме направиле нешто добро. Ви реков, значи тоа е храна. Ако им се допаѓа, ако почувствуваат дека вреди, дека може да го применат, ке читаат, ако не. Јас сум изненадена. Оваа година пратев како оди тоа со изборот на нови лектири, па би рекла старо нов избор. По тоа што видов, сигурна сум дека не стои позади изборот некој истражување, барем во однос на она што веќе се читало. Значи да се види кај наставниците, кај родителите, кај учениците. Тоа истражување не е, сега ќе менјаме лектири, овој месец истражување. Тоа треба да си трае со години. Процес. Значи како процес да си постои, никогаш да не прекине. Да се прати читаноста, наставниците треба да им се даде и одговорност и доверба. Јас дури имам идеја и мислам дека тоа е многу држиво, мислам во некои земји дека го има, како во Хрватска, например,
А наставникот стрикно да е одговорен што ќе одбере и што ќе предложи за читање, да го образложи тоа. И тоа може многу лесно да се спроведе на ниво на училиште, на ниво на актив. Значи си образложува пред колегите зошто ја избира Огнеа, што забележа. Да се даде слобода на наставниците. Да се даде и он со тоа дебатирање фактички се проширува увидот и на другите наставници и си споделуваат меѓу себе. Од моите согледувања и многу наставници се чувствуваат ограничени или фрустрирани, ќе речете избор на литература или ова или она. Ама пак не се консултирани, нема печат од нивното искуство со децата во однос на тоа. Да, верувам дека во некоја поблиска иднина Ирена ќе има промена во поглед на изборот на книги и дека ние тука постоиме и за развој на тоа јавно мислење и да се сменат мислењата. Точно е и убаво е тоа од ваша страна, Оли, нема да има промени ако нема притисок. Ако нема притисок на критично мислење. Така. И од наставници, и од родители, и од писатели, од се. Значи не можеме ние да очекуваме на децата да им е нешто интересно од пред 60-70 години кога јас сум го читала, моите деца истото не да сакале. остане, да. И сега истото тоа да Чора, Робинзон Крусо. Ама да, или мислам какво е тоа неразбирање на детската психа? Какво е? Ја не можам да разберам кој стои, што работат и советници имате во Биро за македонски, имате во Монцели одделени, имате во општините. Нека се даде некоја автономија поголема, да речем доверба и одговорност и на наставници, а и на некое локално ниво. Некој ќе рече, тогаш ќе прават што сакаат. Како што сакаат? Па дајме одговорност, дајме доверба на луѓето. Значи, они ќе си образложат зошто тоа го одбрале. Ако гледате дека... Ке мораме, Полецка, јас се извинувам, ама во интерес на времето, ке мораме веќе да го заокружуваме разговорот, да сублимираме дека детската литература влијае на вистина врз развојот на емпатијата кај децата и треба да ги поттикнуваме, можеби ние повеќе родителите, а и наставниците, повеќе да читаат, отколку да бидат да го трошат времето на телефоните. Па ние не може да ги поттикнуваме ако не сме тоа што сакаме од нив да добиеме. Значи, ние треба да се однесуваме така, еве што рековте и во однос на емпатија, љубезно сочувство. Ако ние бидеме такви ќе ни бидат и децата. Ако ние читаме или споделуваме меѓу себе во муабетите што од книгите сме добиле, тоа ќе се рефлектира. Ќе имаме можност повторно да се видиме наскоро и да ја продолжиме темава затоа што е навистина долга, а времето е кратко. Благодариме многу за гостувањето. Ви посакуваме убав ден и убаво утро. Ќе се видиме повторно или можеме ние да дојдеме кај вас да подготвиме некое прилогче или еве повторно да ни гостувате.